Последниот разговор со две соговорнички во студиото 5 на МТВ ние на тема која што ни доаѓа од СС Детското село. Именно тиме социјални работници и психолози на СС Детското село посветено работат во рамки на службата за советување на семејства во социјален ризик. Целта е, како што велат, преку позитивно родителство да се изградат и зајакнат капацитетите и на родителите за задоволување на развојните потреби на децата, но и намалување на ризик факторите кои што можат да доведат до злоупотреба и занемарување. На оваа тема разговараме со социјалната работничка Донка Петровски и Даниела Митровска, која што е психолог. Добро утро, мои дами, добре ни дојдовте во утринската програма. Ајде на самиот почеток да им појасниме и на нашите гледачи како функционираат СС советувалиштата. Еднаш добро утро. Јас на почеток сакам да се заблагодарам на вас за можноста да на овој начин го доближиме работата на советувалиштата до нашите гледачи, да ги запознаеме со тоа што го работиме. Во рамки на советувалиштата на СОС Детско село имаме две лиценцирани програми. Мислам дека многу е важно да споменеме дека овие програми, овие услуги кои што ги нудиме се бесплатни, апсолутно бесплатни, што нели го олеснува пристапот на родителите до нашите советувалишта. Тие програми опфаќаат, односно првата програма е методологија за јакнање на семејства, која што се состои од 14 сесии. Вака на почеток делува малку многу 14 сесии, меѓутоа после третата сесија веќе осеќаме потребата на родителите за уште повеќе сесии, што нас особено многу ни значи и не радува, што покажува на тоа дека не се досадни монотони сесиите, него напротив се забавни, интересни, многу се интерактивни. Се работи на тој начин што во ист термин, во две различни простори се во едната родителите, во другата децата и после едночасовно советување произлегува третата група, односно семејната група. Тука имаме можност родителите и децата да ги применат стекнатите вештини и знаења за време на сесиите и да заеднички со наша поддршка го применат тоа. Споменавте дека работите и со родителите и со децата. Да. Какви се искуствата во однос на децата, работата со децата? Малку е неблагодарно да кажеме дека навистина имаме позитивни искуства, за тоа сведочат нашите евалуацијски програми кои што ги прави надворешен член, односно член кој што не присуствува на сесиите, кој што не ги спроведува сесиите. За сега оцените се супер и она што нас не бодри е на крај на сесиите имаме една завршна сесија која што ја нарекуваме дипломирање. Сите учесници сакаат да продолжиме понатака и да имаме и други сесии, а во најмала рака, се извинувам, да останеме во контакт за сите нивни потреби кои што се појавуваат во тие. И ако прашам која средина е најдобра за раст и развој правилен на едно дете, можеби голем дел од гледачите ќе речат: па зошто прашуваш? Здравата семејна средина е најдобрата средина во која што може да расте едно дете. Но имајќи предвид во какво брзо секојдневие живееме, што ни се случува попатно, веројатно забораваме на овој сегмент? Да, апсолутно сте во права. И тука најмногу сме виновни ние возрастните. И идеална средина нема, ниту па формула како да се постигне идеална средина. Доволно е да имаме едно семејство каде што детето ќе биде прифатено, ќе биде обкружено со многу љубов, грижа и внимание. Родителите ќе успеат да ги препознаат потребите на детето и адекватно да одговорат на истите. И исто така многу важно е детето да се чувствува прифатено во тоа семејство. Ги споминавте позитивните примери и кажавте дека е неблагодарно да се фалите, но ги имате, што многу ме радува, бидејќи кога се стремиме за здраво општество, треба да се стремиме кон здрава младина. Тоа што ние работиме, јас би сакала да се вклучам и да кажам дека ги советуваме децата и младите да постигнат социјални вештини, односно вештини за комуникација. Понатаму ги мотивираме да развијат емпатија и солидарност и за другите деца кои што можеби се наоѓаат во слична ситуација како нив. Понатаму на активно слушање ги учиме и како да стекнат самодоверба, себевреднување, себеценење, нешто кое што е важно за секојдневното функционирање и како ќе се презентираат себе си пред останатите. И секоја развојна фаза на детето е сериозен предизвик и за родителите, но предпоставувам и за вас како тим кој работите со нив. Така, да, развојните фази на детето се еден процес кој што вклучува многу промени на повеќе нивоа и тоа на психичко, социјално, биолошко ниво,
која што секоја развојна фаза има одредени задачи кои што се очекува од детето да ги исполни и тоа е важно во развојот на детето. Кога се станува родител, многу често ќе кажат не се учи родителството, тоа природно доаѓа и кога ќе го добиете детето, веќе знаете како да се однесувате. Но јас сметам, ќе ми потврдите или ќе ме негирате дека и ние родителите треба да поседуваме способности и вештини како да секојдневно се справуваме со нашите деца. Немаме ни ние едноставна задача, а треба да работиме на неа, веројатно. Родителството точно дека не се учи. Родителството е нешто кое што секојдневно, нели, го подготвуваме, искуствено го учиме, нема школа за родители. Меѓутоа има многу начини како тие родители тие вештини да се унапредат. Кај нас во нашите советувалишта, значи многу работиме и многу ни е значаен тој момент да се унапредат родителските вештини, бидејќи како што спомнавте, секој родител со самото станување си има одреден потенцијал да биде добар родител. Доколку родителот забележи дека има потреба од некаква поддршка, тоа е веќе половина решен проблем и нас тоа многу ни значи кога родител ќе дојде да се обрати со проблем. Тоа укажува на неговата желба и на неговата мотивација да нешто унапреди кај себе со цел, нели, да направи една поздрава семејна средина. Под унапредување на вештините, ние во нашето советувалиште подразбираме да после советувањата имаме родители кои што успеваат да ги препознаат потребите на децата, родители кои што знаат да поминат квалитетно време со децата, не само време поминато во грижа, нели, хигиенски потреби, исхрана и слично, него време квалитетно поминато со децата во разговор, низ игра и слично. А еден добар дел на тоа како учиме да постават граници и да после пречекорувањето на некоја граница успеат на детето да му ја укажат последицата од тоа, а не да го казнуваат. Бидејќи казната е, нели, смислено нанесена штета на... Да. Тоа е најголем успех кој ќе го постигнеме, а се постигнува. Колегата Стефче Митровски пред некој половина час имавме директно вклучување од Битола, не следевте. Разговараше со психолог и зборуваше за тоа колку важна улога имаат психолозите во превенцијата на насилството, кое што за жал и се почесто помеѓу младите. Каква улога имате вие во промоцијата на правата на децата, да ги дознаат, да се борат за своите права и меѓу другото да превенираат насилство? Така, да, уште на самиот почеток при вклучување во нашата програма задолжителни се две информативни сесии, едната информативни сесии за детски права, а другата информативна сесија за превенција на насилство. Во групи со деца и родители се спроведуваат, адаптирани, нели, на нивните капацитети да можат да ги разберат. И од себе ова што го кажавме, ако заинтригиравме некои родители, можат ли сите да ве контактираат, каде се наоѓате, како може да дојдат до вас? Можат да не контактираат секако со доаѓање на нашата адреса на Палмиро Толјати безброј во населба Ченто, во склоп на градинката 25 мај и да се обратат на нашите телефони кои што се објавени на официјалната страница на СОС Детско село. Другото советувалиште кое што исто во рамките на СОС Детско село, за жал немаме представник од тоа, е советувалиштето во населбата Шутово Ризари, кое што се наоѓа на улица Индире Ганди, број 29, на самата главна улица. Лесно е за наоѓање, а најлесно, како што спомна колешката, е преку социјалните медиуми, на нашата веб страна, сите контакти се таму објавени. Во овој период работите и на неколку промотивни видеа, за жал не можевме денеска да ги имаме, бидејќи се во процес на изработка, но се надевам дека во следното гостување веќе ќе ги имаме. Станува збор за искуства на семејства во социјален ризик со кои што работите, позитивни искуства од работата. Токму оние кои што претходно ги спомнавме. Апсолутно, да. За сите оние кои што не гледаат, на сите оние родители на кои што им треба поддршка во целиот овој процес на родителствување. Која е пораката? Пораката повторно се однесува на нас родителите. Да. Ние сме тие кои што треба да се заложиме, да го направиме светов да биде едно пријатно и безбедно место за правилен раст и развој на децата, бидејќи на тој начин, вложувајќи во нив, вложуваме во еднината на општеството во целина. И е многу полесно понатака. Гледајќи какви генерации имаме во моментот, имате ли впечаток дека го правиме тоа во пракса? Ние сме на почеток, односно само 2 години функционираме на овој начин.
првиот период беше период на адаптација, кога семејствата не запознаваа. Сега имаме интензивна соработка и комуникација со нив. Малку е рано да кажеме, меѓутоа доволно да кажеме дека одиме напред. Но секој почеток е добар почеток. Да. Нели? Со оглед на она колку имаме до сега пријавени и родители кои што се заинтересирани за посета на овие советувалишта, мене ме радува таа бројка. За начинот на кој што функционираат советувалиштата и позитивните примери ќе зборуваме многу и во периодот кој што следува. Благодарам за можноста да испромовираме оваа приказна во Македонија наутре. Ви благодариме и на вас.